Ова е традиционален избор на најдобар полицаец и најдобар пожарникар во градот. Мојата порака првин до граѓаните е да си го чуваме нашиот град, за да бидеме многу поодговорни, а да истите луѓе кои што работат во овие институции како професионалци имаат многу помалку работа. Не сакам да се повтори 2021 од аспект на пожарите кои што ги имавме, кои што беа незапомнети за овие простори, а секако на пожарникарите им посакувам што помалку работа, секогаш да бидат подготвени. Ние како општина ќе се потрудиме да работиме на повисоко ниво на опременост, како што тоа го правевме и до сега. Однос на полициската станица од општа надлежност и сите полицајци кои што посветено работат во градот, сакам да испратам порака да нивното ниво на професионалност биде ставено на максимум, а многу помалку да се занимаваат со споредни работи. Онаа што по мене е битно, Куманово треба да биде безбеден град и ние тежнееме кон тоа и секако во вакви прилики да се подаде вистинско признание на вистинските професионалци, да се почитува системот за напредување во кариера. И овие два примери денеска се само позитивен пример како треба да продолжиме, да ги истакнуваме поединците кои што се имаат докажано во рамките на своите активности. Воедно сакам првично на нив, на нивните старешини и на сите припадници на овие две професионални институции да им посакам уште поуспешна 2022 година и да ја честитам новата година и божичните празници на сите наши собрања. Сум Далибор Стамајковиќ, работам во полиска станица од општа надлежност Куманово, при СВР Куманово, во МВР работам 17 години. Голема благодарност до старешините од СВР Куманово кои ме прогласија за најдобар полицаец, благодарност до полиски службеници, а најголема благодарност и до колегите кои работат со мене во цивилна облека во стил на алфа единица за сузбивање на организиран криминал, како тешки кражби и разбойништва, нелегална трговија со дрога и други активности. Наградата ја добивам како резултат на долгогодишна работа и ангажирање при извршување на редовни задачи. Пред сега сум Игор Наковски. Ова година доста работевме. Пред сега голем поздрав до колегите, благодарност и до нив. Да не беа тие, значи нема да бев јас тоа сега што сум. Имам голема поддршка од нив. Значи најбитна е тимската работа кај пожарникарството. Да. Има ли некој пожар, настан кој што ја одбележа оваа година, некој по-сериозен, некој што би го истакнале за оваа година? Па летово што се деси тие пожари во атарот на село Довезенце, Јачинце, Белјаковце. Тие едни од поголеми пожари. Колку време сте во територијалната противпожарна единица? 7 години. Еве една порака до младите кои можеби немаат храброст да бидат пожарникари, која би била вашата порака до младата генерација? Убаво ли е, добро ли е да се биде пожарникар? Добро и доста адреналин во работата на пожарникарството.